На Денот на Европа бараме од Европа да го испорача тоа што го ветија, датум и започнување на преговори без дополнителни услови и без дополнителни барања. Македонскиот народ заслужува да го започне патот кон полноправно членство во ЕУ. Ова беше главната порака која лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски ја упати на средбата со граѓаните во Прилеп, која се реализираше на паркот на револуцијата по повод денот на победата над фашизмот. Мицкоски рече дека Македонија 30 години правела само отстапки, а не добила ништо. Променивме знаме, устав во повеќе наврати. Добивме пресуда на Меѓународниот суд во Хаг, па не убедуваа дека тоа била цената на геостратегијата и силата на посилниот. Заев го промени уставното име и уште еднаш го промени уставот. Потпише договор со Бугарија кој го нарече договор за добрососедство и се фалеше дека ги затворил сите отворени прашања. И што добивме? Од Европа добивме само тапкање по рамо, ветување и нов услов за напредок на патот кон Европската Унија. Сега наместо почеток на преговорите, условот е да признаеме дека пред 2 август 1944 година сме биле бугари. Дека нашиот јазик бил бугарски. Настанот во Прилеп беше во организација на Патриотскиот институт на ВМРО ДПМН. Председателот на институтот Александар Пандов рече дека оддаваат почит на партизаните, погребани тука на могилата, кои били убиени од бугарскиот фашистички окупатор, а не од администраторите како што некој сакал да ги направи денес. Дали тие биле фашистички окупатори или биле административци? Затоа што го слушаме Зоран Заев, ние имаме чувство дека во Република Македонија сме имале граѓанска војна помеѓу себе со тогашната администрација. А сите знаеме дека тоа не било така. Според ВМРО ДПМН, редно било народот да си ја врати државата назад, а со тоа ќе се дадело и почит за паднатите херои од НОП, кои што ја донесле оваа слобода која денес ја имаме.